Протеини за поголеми мускули и протеини за слабење. Која е разликата? И во двата случаи потребен е поголем внес на протеини, а да се внимава на внесот на калории, па и на распореденоста на протеините во текот на денот. Протеини за раст на мускулите. Потребно е да се внесуваат некаде од 1,6 до 2,2 грама протеини на килограм телесна маса за успешно обновување на мускулите и за хипертрофија. Битно е да внесувате и нешто повеќе од калориите што ви се потребни за одржување на телесната маса. А можеби и најбитно е протеините да бидат добро распоредени во текот на денот низ сите оброци, посебно во оброците околу тренингот. Протеини за намалување килограми. И во процесот на намалување килограми пак ви се потребни повеќе протеини за да се избегне губење мускулна маса во текот на слабењето. Значи правиме муабет за некаде 1,2 до 2 грама протеини на килограм телесна маса, со тоа што постарите лица треба да целат кон повисоката граница. Многу е битно да се биде во известен калориски дефицит, значи да се намали на внесот на јаглехидрати и масти. И во двата случаи внесот на протеини е висок, а разликата е во количината на калории. А за да достигнете доволно протеини, помогнете си со нешто вкусно, како што е протеинското млеко на Алпско. Млекото содржи 15 грама протеини во една чаша, а доаѓа со намалени масти, значи автоматски и помалку калории. Следете ме за проверени информации во врска со исхраната.